Почитувани гледачи, ги следите вестите на Канал 8. Локалната самоуправа на Кочани и Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата организираа дебата по повод Европската недела на мобилност. Настанот се одржа во малата сала во општина Кочани. Општина Кочани во соработка со Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај организираше дебата по повод Европската недела на мобилност. На настанот присуствуваа представници од општинската администрација, од образовните институции, од медиумите, од Министерството за внатрешни работи и од автошколите. Тема на разговорот беше урбаната мобилност како основа на која лежат заштитата на животната средина, здравите навики и соодветни сообраќајни решенија. Се дискутираше и се анализираше состојбата во сообраќајот во Кочани, особено со проблемот околу паркирањето, движењето на моторните возила и на пешаците, како и на унапредувањето на воспитно-образовната улога на семејствата, училиштата и другите институции за подобрување на општата безбедносна состојба. Продуктивен состанок со многу дискусија, со целокупни анализи, со предлози и оператива која што треба да заокружи со следните чекови. Дискусиите кои што се водеа од аспект и како представници на институции и лично засегнати граѓани со секојдневието. Така да останува дека заеднички треба да ги примениме сите мерки од превентива до репресија, обезбедување на патна инфраструктура, хоризонтална и вертикална сигнализација и подоследно управување на сообраќајот, имајќи во предвид дека ќе треба да почнеме да ги правиме анализите за потребите на нашите граѓани, мобилноста, односно движењата и потребите во нашава општина. Министерството за транспорт опфати 5 општини кои што почнуваат и вчера имавме состанок и средба со експертите кои што се дојдени од Италија и од Турција и наши локални сообраќајни инженери кои што ќе учествуваат во анализата, обезбедувањето на базични податоци, со таргет групи, со формирање на комитет кој што ќе управува на општинско ниво и на крајот да резултира со план за управување со мобилноста на нашава општина и на 5 други општини. На дебатата беше нагласено дека за решавање на проблемите неопходни се пообемни мерки и активности. За оваа цел, во наредниот период, неопходно ќе биде да се вклучат и учениците од најмлада возраст заедно со нивните родители, односно со училишните одбори. Организацијата на потрошувачите на Македонија во Кочани го представи проектот за јакнење на потрошувачките права во финансиските услуги. Деталите во прилогот што следува. Организацијата на потрошувачите на Македонија во Кочани организираше промотивна средба на која го представи проектот Јакнење на правата на потрошувачите во финансиските услуги. Пред представници од невладините организации и граѓани беше истакнато дека целта на проектот е да се унапредат правата и знаењата на потрошувачите за можностите што ги имаат за да ги заштитат своите права и интереси во работата со давателите на финансиски услуги. Ова пред се однесува на банките, штеделниците, финансиските друштва, давателите на финансиски лизинг и осигурителните компании. Денес ја користиме оваа прилика да ја промовираме и алатката на која што потрошувачите може да ги пријавуваат своите приговори, поплаки, и во сите домени, меѓутоа и во доменот на финансиските услуги, како ние би ги откриле неправилностите и ако се пријават и 10 потрошувачи, позади може да стои бројка од многу голем број потрошувачи и би можеле да интервенираме до другите органи кои што би се заложиле да превземат согласно ингеренцијата акција, а исто така ако се донесе законот за парничната постапка, ние ќе можеме и тужба да поведеме. Дали ќе биде тужба за обештетување, што е многу потешко и треба многу средства, вообичаено ја поддржуваат и самите тие потрошувачи, зашто им се враќа тие средства, а исто така е битно дека треба да се знае заради тоа што не треба да молчиме кога сме оштетени и треба, иако се работи за мала штета, мало оштетување, да се ги побаруваме своите пари назад. Затоа оваа алатка сметаме дека е многу добра и може да ни помогне на нас како организација во организирање и статистичко водење на сите овие податоци. На средбата во Кочани беше речено дека ако повеќе оштетени потрошувачи поднесат пријави за еден давател на финансиски услуги со ист или сличен проблем, а тој не може да се реши спогодбено, ќе се поведе судска постапка.
При тоа неопходна е согласност од потрошувачот за обештетување, зашто Организацијата на потрошувачи ќе помогне при поведување на постапката за колективна заштита на потрошувачките права. Проектот Јакнење на правата на потрошувачите во финансиските услуги е финансиран од Европската Унија, Европскиот совет за иновации и Извршната агенција за мали и средни претпријатија преку Европската потрошувачка организација. Ќе се реализира до јуни идната година. Министерството за образование и наука ги информира студентите дека во тек е ажурирањето на податоците на картичките за субвенциониран студентски оброк. На сметките тие ќе добиваат по 140 денари дневно или 840 денари неделно. Министерството за образование и наука ги информира студентите дека во тек е ажурирање на податоците на картичките за правото на користење субвенциониран студентски оброк. Тоа се врши преку активната онлайн платформа на Шпарка се банка, односно на линкот netbanking.mk, при што оттаму навремено ќе ги известат сите студенти за точното место и време на подигнување на сопствената картичка преку SMS пораката на телефонскиот број внесена на платформата за ажурирање податоци. Студентите пак кои во изминатата година биле корисници на студентски оброк, доколку оваа година повторно ги исполнуваат условите, продолжуваат да ја користат истата картичка и немаат потреба за дополнително ажурирање на сопствените податоци на онлайн платформата. Финансиската поддршка е во износ од 140 денари дневно или 840 денари неделно, при што тие средства се наменети за купување храна кај правните лица кои произведуваат, подготвуваат или продаваат храна. Паричниот надомест не е предвидено да се исплаќа во периодот на летниот распуст, односно од 1 јули до 1 октомври. Комуналното јавно предпријатие Водовод го објави огласот за издавање на просторот каде ќе се одржува традиционалниот кочански панаѓур. Според најавите, тој годинава се очекува да се реализира од 17 до 20 октомври. 2 милиони денари е почетната цена на лицитацијата за отстапување на правото за организирање на традиционалниот кочански панаѓур. Комуналното јавно предпријатие Водовод го објави огласот со кој ги поканува сите заинтересирани правни субјекти да се пријават за учество на наддавањето, што ќе се одржи в понеделник 23 септември во просториите на предпријатието. Субјектот што ќе ја понуди најповолната понуда ќе се стекне со правото да го издава просторот на улицата Скопска. Според условите во огласот, учесниците не треба да имаат никакви финансиски обврски кон Водовод и претходно да уплатат 10% од почетната цена. Минималниот праг на наддавањето изнесува 10.000 денари, а на сумата што ќе се постигне на лицитацијата, закупецот ќе има обврска да плати 18% данок на додадена вредност. Сумите се уплаќаат на денот на наддавањето или најдоцна наредниот ден. Доколку на лицитацијата не се пријават заинтересирани лица или пак истата биде неуспешна, тогаш организирањето на панаѓурот ќе го преземе комуналното предпријатие. Од страна на комуналното јавно предпријатие Водовод, како закуподавач на просторот, има обврска да ја подготви локацијата за непречено организирање на панаѓурот, односно да изврши монтажа на бараки за угостителска дејност, да обезбеди електрична енергија и осветлување за бараките и други површини на панаѓурот, како и да обезбеди вода и санитарни јазли и редовно чистење на отпадоците додека трае манифестацијата. Според најавите, годинава традиционалниот кочански панаѓур ќе се одржи од 17 до 20 октомври. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево организира концертна прослава со ансамблот Китка, Роберт и Панки и пејачот од Србија Исак Шабановиќ по повод 20 години од формирањето на општината и празникот Мала Богородица. В сабота 21 септември локалната самоуправа на Чешиново Облешево организира концертна прослава по повод празникот Мала Богородица и 20 години од формирањето на општината. Настап ќе имаат фолклорниот ансамбл Китка од Истибања, Роберт и Панки, а главна звезда на вечерта ќе биде гостинот од Србија Исак Шабановиќ. Концертите ќе се одржат во паркот во Облешево, а официјалното отворање на настанот ќе биде во 19 часот и 30 минути.
Од организацијскиот одбор ги покануваат сите граѓани кои се во можност да бидат дел од забавата. Прославата се организира по пауза од 4 години поради ковид пандемијата, како и лошата финансиска состојба на општината. Почитувани гледачи, тоа беа содржините што го одбележаа денешниот ден. Следете не на нашата официјална веб страница kanal8.mk, како и на социјалните мрежи Facebook и Instagram. Довидување.